Општините од источно-планскиот регион ќе помогнат на општина Кочани, односно на семејствата на настраданите од пожарот во дискотеката, како што беше посочено на последната седница на источно-плански регион. Во месец мај на првата седница на Совет, општините согласно своите можности ќе издвојат финансиски средства за помош на семејствата на настраданите. Дополнително помош ќе се понуди во делот на кадровска екипираност и секаква друга потребна помош. Како и до сега, така и понатаму, сите оние ресурси со кои што располагаат општините во источно-плански регион, тоа го имаме докажано и во минатото, а и понатаму продолжуваме со таква политика, дали ќе се работи од човечки кадрова екипираност или материјално-технички средства, секогаш сме во комуникација и секогаш навремено реагираме со сите наши можности. Во делот на финансиската помош, која што општините до сега ја имат вклучено, имаше и предлог дека од 5 месец знаеме дека има зголемување на блок дотациите кои што се исплаќаат од страна на владата спрема локалните, спрема општините, така да во блиска иднина мислам дека првата седница во мај месец сите оние општини кои што до сега немале можност финансиски да помогнат ќе донесат одлука согласно и нивните финансиски можности и буџети. На барање наведе градоначалникот на општина Кочани, а прифатено од градоначалниците од источно-плански регион, се поднеси иницијатива за набавка на ново противпожарно возило за потребите на територијалната противпожарна единица Кочани. Сите 11 општини во источно-планскиот регион се сплотени во решавање на проблемите, донесување на позитивни политики, како за развој, така и при елементарни непогоди. По дискусијата од повеќе градоначалници, донесовме заклучок да поднесеме иницијатива до владата на Република Македонија за во блиска иднина биде обезбедено возило кое што ќе биде ставено во функција на територијалната противпожарна единица во Кочани, но при вакви ситуации јас изразувам огромна благодарност и до останатите општини кои што со своите можности, ресурси и материјално-технички средства секогаш учествуваат во вакви непогоди. Во меѓувреме, градоначалникот на Кочани истакна дека во периодот кој следи ќе се зголеми и бројот на пожарникари во Кочанската противпожарна единица, која сега брои 16 пожарникари, а би требало да има најмалку 32.